се враќаме на изучувањето на книгата Делата, како што кажа Филип. Текст кој ми кажува како Бог ја ги дисциплинира своите, ја дисциплинира својата црква. И тоа е модел, нели, за нашето однесување. Краси не е тука или тука е? Не е тука. Добро, може би ја видовте со раката. Јас сакав да покажам на мажите како треба да ги дисциплинират жените кога не слушат. Не се шегувам. Не е така. Но навистина текстот, што го изучуваме овдека, говори за дисциплина. Ако забележавте во досегашното изучување, Лука повеќе говореше за надворешниот живот на црквата. Втората глава, проповедта на Петар, како поверуваа многу луѓе. Мал дел имаше како црквата живееше внатре, потоа трета, четврта глава, пак во поголемиот дел на дворешниот живот на црквата, во храмот, па проповедта на Петар, исцелението на просекот, кој бил нели роден така неподвижен. И сега од овој момент, па следните неколку глави, Лука повеќе ќе говори за внатрешниот живот на црквата. Ќе видиме грев, ќе видиме како Бог се справува со гревот на своите деца, дисциплината, организација во еден дел од овие текстови, внатрешниот живот. И овдека се потсетуваме на една подзаборавена опасност, една подзаборавена реалност, дека не е единствената опасност или не е најголемата опасност за црквата оној отпор кој светот го има кон црквата, тоест гонењата, прогонствата. И дури можем да кажеме дека тоа и не е опасност за црквата, бидејќи историски покажано, па и словото потврдуваат дека тие тој надворешен притисок, тие гонења придонесуваат за јакнењето на црквата, придонесуваат за нејзино сплотување и за растеж и успех на Евангелието. Например, во Филипјаните и прва и трета глава гледаме, Филипјаните е едно од оние така наречени затворенички послања, зашто Павле го пишува од затвор, заедно со некои други послања, и во него, тој, иако самиот е во окови и говори за гонење во црквата, пак, вели, еве успева, напредува Евангелието. И Бог многу не се занимава со оние што ја гонат црквата. Го гледаме истото и во оваа книга, овдека, во Делата на апостолите. Црквата расте, во еден момент Петар и Јован се во затвор, се заплашени да не го проповедаат повеќе Евангелието, меѓутоа гледаме се шири црквата. Нови луѓе се додаваат кон црквата. И Бог многу не се занимава со тие што ја заплашуваат црквата, оние надворешните. И историјата на црквата исто потврдила дека кога црквата била гоната од надвор, секогаш, и дури колку што биле поголеми тие гонења, црквата бележала поголем растеж, поголем зајакнување и успех. Не случајно Тертулјан, кој поверувал токму во едно од најголемите гонења на црквата, вели дека семето, крвта на светиите, на оние што загинале заради верата, е семе од кој никнуваат нови верници, од кој раста црквата. И Господ Исус Христос, ни вети дека тој ја поставува на една стабилна карпа црквата, на стабилна основа и нема да дозволи портите, вратите на адот да надвладеат над црквата. Ние сме заштитени. И забораваме дека не само портите на адот надвладуваат, ние сме заштитени во тој поглед, туку внатре во црквата може да се јават проблемите. Може да се случи внатрешен отпор од црквата, така да кажеме, отпор. И еден така познат проповедник од Лондон, од 19. век, Джозеф Паркер, вели: едно студено срце во црквата е поопасно од сите демонски сили кои напаѓаат. И навистина е така, и затоа не треба да не чуди што
Бог реагира многу порадикално кога ќе види опасност внатре во црквата, отколку кога опасностите доаѓаат однадвор. Бидејќи, како што кажав, опасноста однадвор ја јакна црквата, а опасноста однатре ја дели, ја руши, ја уништува. И особено таа реакција на Бог е радикална, како што гледаме овдека. Имаме еден идентичен случај во Стариот Завет, и тоа на почетоците на создавањето на израелската држава. Нема да кажеме царство, бидејќи тогаш уште нема цареви, израелската теократска држава, кога влегоа евреите во ветената земја, водени од Исус Навин. Првиот град кој требаше да го освоат беше Ерихон. Бог на чуден начин им покажа дека ќе го освоат тој град. Таму во градот едно семејство на блудницата Раав станаа нивни сојузници и Бог им даде ветување дека ќе го освоат градот. Требаше да се образат мажите, склучија повторно завет, им даде упатство што да прават околу градот и навистина по чудо падна тој град. Паднаат зидовите, свираа трубите, обиколуваа околу градот 7 пати и буквално без војна го добија тој град. Меѓутоа имаше една заповед од Господ. Ништо да не зимат од тој град. Се да биде уништено. Имоти, добиток, само златото и среброто да бидат предадени кон Божјата ризница, она што требаше да биде светилиште и храм на Бог. Се друго да биде уништено, ништо да не зимаат со себе, бидејќи беше проколнато. Но еден човек, Ахан, тој реши, му се допадна една облека на некој од ерихонците, убава некоја вавилонска облека, шумерска, и златото и среброто. И ги сокри и ги закопа во неговиот шатор. И така се јави внатре во општеството грев меѓу Божиот народ. И Исус Навин, охрабрен од победата над Ерихон, следниот град беше Гај, си рече, Бог е со нас, дури ние не војуваме, за да само 3000 души го нападна градот, сметајќи дека ќе падне туку така градот. Меѓутоа, жителите на Гај така ги испердашија, напердашија и шљака, како беше на новото, почнаа да бегат и загубија 36 души. И Исус Навин разбра дека нешто не е во ред и застана пред Господ и рече, Господи, што е сега ова? И Господ му рече, тоа запишено во 7 глава на Исус Навин, сгрешија луѓето, станува збор за Божиот народ, и прекршија мојата заповед што ми ја дадов, украдоа од проколнатото и го сокрија меѓу своите предмети. Еден човек сгреши, само Ахан. Меѓутоа, тоа беше внатре во општеството. И тоа беше опасно за целото општество. И тоа е почетокот на создавањето на Божиот народ. Имам предвид на Божјата нација таму, Божјата држава, државата на Божиот народ Израел. И Бог действуваше многу радикално. Да покаже колку е опасно кога внатре е проблемот во самото општество. Дека тој ќе дава победа над противниците. Меѓутоа, кога има внатре опасност, таа го руши општеството. И почна една постапка на истражување, со фрлање на како се вика тоа, на жребка, да се посочува кај е гревот, па од племе, па кон колено, и на крајот се стигна до... И тој самиот се признаахан дека тој сокрил во шаторот, отидоа, ископаа, го најдоа сето тоа и целото семејство беше каменувано. И се беше уништено од неговото семејство. И сега имаме овдека случај, уникатен, единствен во историјата, барем во библиската историја на црквата, еден таков радикален случај. Сгрешија луѓе во Божјото општество,
тие беа членови на црквата, Ананија и Сапфира, и Бог така на лице место ги уби. Заради тој грев што се јави внатре во црквата. Гледаме како дека таквите постапки го привлекуваат Божиот гнев и Бог реагира на сето тоа. Бог дисциплинира. Бог, кога ќе се јави нечистотија во телото, Бог действува да исчисти. Бидејќи единствено чистата црква, како што вели Кембел Морган, е силна црква. Само чистата црква. Ајде да видиме контекстот. Пред 3 недели, кога беше последната проповед од делата, видовме како живееше црквата. Со еден дух и една душа. Го видовме тој текст, меѓутоа го вклучувам бидејќи е поврзан. Тој не го покажува контекстот во кој се случува ова со Ананија и Сапфира. Црквата е во единство. Сите живеат како едно, како една душа, вели. Народот што поверува имаше едно срце и една душа и никој ништо од својот имот не го нарекуваше свое, се беше заедничко. И гледаме, значи, таа внатрешна грижа, љубов во црквата, можеме да ја видиме и кон општеството. Апостолите со голема сила сведочија за воскресението, имаше голема благодат над сите и црквата расте. Голема грижа и посветеност внатре и голема грижа кон светот и голем успех на црквата. Црквата расте и живее во една невидена состојба на совршено единство. Вели, никој ништо не нарекуваше свое. Толку беа сплотени. И сето тоа всушност беше доказ за воскресението на Христос. Во тие рани денови на црквата, кога требаше да се утврди таа вистина, да се докаже вистината дека Христос на вистина е воскреснат и дека таа проповед на апостолите е на вистина Божјата проповед, Божјото слово, Бог ги правеше сите тие работи. И тоа е моделот за нас. Не дека тие работи што ги правеа се некаков исклучок што ние не треба да го следим. Да, тоа е единство, е принципот на црквата. Црквата треба да живее во единство, а не да се расправа и да се разединува и да се кара, да се дели како општеството на патриоти и предавници, какви што некои денес прават во нашето општество, за жал. И го делат телото Христово, а Христос не може да се раздели, вели апостол Павле. Таа невидена грижа еден кон друг и кон светот беше големо сведоштво. Таа промена во луѓето. И тие беа истите луѓе. Тие до пред 2-3 месеци беа евреи, нели, посветени на Мојсеевиот закон, и надеж во Христос се обедини и стана едно црковно општество. И сето тоа беше сведоштво за Божјата сила, за Христос, воскресението на Христос. Интересно, се беше доброволно. Пишу дека Варнава имаше имот и го даде, ето така, целиот имот си го даде на црквата. Пишува и за овие Сапфира и Ананија дека и тој Петар не ли ги прашал, не ли беше се ваше? Кој ве тераше да го прави тоа? Никој не ве терал. Се беше доброволно. Апсолутно, никој не ги тераше на ништо. Црквата го живееше тој живот зашто сакаше да го живее. Немаш никаква принудна мерка. Не беше комунизм тоа. Комунизмот со принуда се прават. Државата ги прави тие социјални, нели, реформи во општеството. Ова дека никој никакви мерки законски не носеше. Абсолютно никакви. Се беше доброволно. И тука во овој контекст, пак ќе го цитирам, Кембел Морган вели, колку што, кога во некоја црква повеќе така се превземаат иницијативи, притисок кон луѓето да даваат преку различни модели, тоа повеќе укажува на една декаденција на црквата. Зошто? Во која смисла? Еве оваа црква, раната црква, со ништо не беше принудувана да дава. Тие сами решава да си дават се. Денеска црквата е принудена, тоест принудени се оние што, нели, раководат со црквата, да ги мотивираат луѓето, па измислуваат еве ветувања.
на почетокот на годината, пресметај колку можеш да дадеш во текот на годината и дај го тоа како ветување. И дури 10 пати повеќе вети, Бог ќе ти даде 10 пати повеќе оваа година имот, за да можеш да дадеш во црквата. И други различни начини како да ги убедуваат луѓето да дават повеќе и повеќе. И тоа покажува за една ниска духовна состојба на црквата, зашто црквата која навистина е посветена на Христос, нема потреба да биде принудувана на таков начин да дава. Тие луѓе не беа принудувани. И интересно, денес се говори за членство на црква, па кој знаеме, треба да знаеме кој е нашиот член во црква, па кон него да се однесуваме и со дисциплински мерки, но и со помош. Тука немаме членство. Како познаа Ананија и Сафира дека Петар треба да ги поставува под такви дисциплински мерки. Во тоа време во црквата има, тука гледаме, до тој момент говорат само за мажи, некаде 5 или 8 илјади мажи. Конкретно овој текст пише дека многу жени и деца се придодаваа. Тие не ги бројат. Црквата имала сигурно 20.000 души во тој момент. Па тие немале толку папируси да ги напишат на список сите луѓе што се во црква. Меѓутоа се функционира. Се знае кој е старешина, се знае кој е член, припадник на црква. Се знае. И се доброволно. Немало потреба сега да се соберат. Сега кој ќе каже и ќе реши за тие луѓе нешто? Луѓето познаваа кој е старешина, си ги знаеа своите и си го знаеа редот. Без да има правилник, без да има устав на црквата, без да има не знам какви секакви други документи. Тоа е оној доказ, нели, ка Христос навистина беше во црквата. И посебно издвоен случајот со Варнава. Бидејќи тој е човек кој очигледно е така специфичен пример, нели, оној амблемата на тоа општество. И како карактер и во се е истакнат, посебно од другите. Си го дал, дури името му го менуваат. Јосиф не дека не е лошо име, Јосиф значи оној на кого Бог му придодава уште повеќе, му го смени името во Варнава, што значи син на утехата, утешителот, синот на утехата. И сега во една таа слика, гледате каква е сликата на црквата, како живее црквата, како Бог действа во црквата, во општеството, наеднаш Ананија и Сафира се контрастот, нели, како едно огледало, контрастно огледало. Во тој завршува, тука е вклучен Варнава со таа цел тој да се покаже како нели истакнат случај и сега наеднаш петата глава почнува со Ананија и Сафира кој јас би ги нарекол псевдо Варнава или има едно христијанско древно списание се вика посланието на Варнава, велат дека Варнава го напишал тоа послание, меѓутоа современата патрологија го нарекува псевдо или лажен Варнава, зашто и самиот текст и многу други работи кажуваат дека тој што го потпишал посланието како Варнава е лажен Варнава. Го имитира Варнава. И тука гледаме едно семејство, еден маж и една жена кои сакат да го имитираат Варнава. И тие го прават истото како Варнава, меѓутоа лажат, лицемерат. И интересно е, завршува со тоа дека е сменето името на Варнава, а тука имаме двајца, маж и жена, со совршни, прекрасни имиња. Ананија значи оној на кого Бог му дава благодат во изобилство, а па Сафира има што секоја жена би сакала да го има. Сафира значи красна, прекрасна, преубава. Тоа значи Сафира. Прекрасни имиња. Да. И тие двајца, тоа семејство, брачен пар, го гледат што прави Варнава и они имат имот, се велат, еве ние имаме имот, да го продадеме имотот, убаво да се како Варнава, Варнава бил почитуван, го продали имотот, сега не го знаеме разговорот дома, меѓу мажот и жената, на масата околу парите, сигурно било тоа поголема количина пари. И кажале сигурно, бе многу ова сега, да го дадеме, да задржиме дел од нас, другото ќе го дадеме на црква. И тука нема ништо лошо.
Тоа е нивно. Они решаваат како ќе постапуваат со нивниот имот. Никој не ги тера. И Петар им рече, никој не ве тераше. Си беше ваши и пред да го продадете имотот, и парите што ги добивте, си беа ваши. Проблемот беше во тоа што се договорија. Тука пишува и жената, нели, се согласи на тоа, а подоцна Петар ја прашува Сафира кога сама беше, нели, таму, толку ли беа парите? И таа рече, да, толку. И рече Петар, зошто се договоривте да го искушите Светиот Дух? Сафира се согласила со мажот. Како една кротка, послушна на мажот жена. Не е тоа примерот. Не е така. На една од вечерите на кампот таму во Бугарија имаше, темата беше за стравот и како Бог ослобода од стравот. И тој таму од младите што водеше, нели, што говореше таа тема, ги прашуваше таму претежно тинејџери деца, кој од што се плаши, кој каков страх. Има и деца како деца, кој се плашил од пајак, кој од стоногалка, од таму, нели, во кампот има такви инсекти. И јас си мисля да кажам од што се плашам, дека се плашам од мојата жена. И навистина се плашам од мојата жена, зашто она е мојот коректор. И така, мажите во семејството имат, нели, оние се тие што Господ им дал власт, меѓутоа честопати ние мажите знаеме власта да ја користиме неправилно. И жената, незината покорност не се покаже од ова да каже амин на се на мажот и кога гледа дури дека и греши. А имате жени кои така ја сваќаат својата позиција. Не, кога мажот постапува неправилно, жената треба да каже не се согласува. Ова е греф. Так. И во тој контекст, нели, велам дека се плашам, она е постојано до мене, ќе скрием од вас, ама од неа тешко крием, бидејќи е постојано со мене и се плашам. Пред неа, нели, кога знам дека нешто не е правилно, знам дека таа ќе реагира. Радикално ќе реагира. Сафира се согласи, се договорија. Меѓутоа и таа пострада за својата постапка. Бог не рече, добро, ти си послушна сопруга, во ред, ќе те поштедиме. Не. Таа си ја плати цената. Затоа што судејствуваше во постапките на незиниот сопруг. И така, отидоа пред Петар и му рекоа, Петре, еве ти, ова е се што добивме од имотот. Тоа е гревот. Ако ти отидоа и му кажа Петар, го продадовме имотот, си зедовме пола или не знам колку, пола оставаме на црквата, никој ништо немаше да им каже. Меѓутоа, проблемот е во тоа што тие излажаа. Направија греф. Имаше тука лицемерие. Петар рече, Ананија, зошто го исполни сатаната срцето твое да го излажеш Светиот Дух и да прикриеш дел од земените пари за нивата. И се интересно овдека, ова заборав да го спомнам, Лука, кој сигурно го читал Стариот Завет, не може да не го знал Стариот Завет, Лука е Елин, во суштина, и тој ја читал Септуагинтата. И знаете ли што? Ова фраза овдека е истата фраза што Бог ја употребува за Ахан во Исус Навин 7 глава. Зборчето на елен, нема да кажем грчки, на еленски јазик, на којне, е истиот. И тука, всушност, Лука, земајќи ја таа фраза од Стариот Завет во случајот со Ахан, ја внесува овдека и прави една аналогија меѓу она што се случуваше таму, кога сокри, и овдека кога прикри или сокри Ананија. Истиот е гревот. Излажаа. И многу јасно овдека вели Петар, вие го излажавте Светиот Дух, го излажавте Бог. Стано збор, се направи нешто што не се. Сите го знаеме, односот на Христос кон фарисеите и основното обвинување што го имаше секогаш Христос кон нив беше лицемерието. Тој ги нарече лицемери. Зошто? Зошто се правија нешто што не се. И кога даваа пари,
и кога се молеа, и кога постеа, сакаат да се направат повеќе од она што се. А тоа всушност, да се правиш нешто што не си или повеќе од тоа што си, всушност ја краде славата на Бог. Еве, јас сум повеќе. Она што Бог го сака од нас да дојдеме такви какви што сме, за тој такви какви што сме да не поправа и да не усовршува. Кога ние доаѓаме подобри од колку што сме, тогаш ние велиме можеме да бидеме, не го дозволуваме Божото дејство. Проблемот на фарисеите на крајот на краишта беше гордоста и самоправедноста и откажувањето да го прифатат спасението на Христос. Другото нешто овде што го гледам интересно е што еднаш вели зошто го излажа Светиот Дух, потоа вели на крајот зошто го излажа Бог. И тоа е еден од оние клучни стихови кои тврдат дека има Света Тројца, Отец, Син и Свети Дух. Да, и дека тие се Бог. И Светиот Дух е Бог, не е сила, е личност, и Отецот е Бог и Синот е Бог. Го излажа Светиот Дух, не можете да излажеш некаква сила само, го излажа како личност, тоест го излажа Бог. Светиот Дух е Бог. И уште една работа тука сакам да ја потенцирам. Прво го прашува зошто го исполни сатаната срцето твое, како тој да нема никаква одговорност. Ете, сатаната му го исполни срцето. Па зошто има да го прашува сега Ананија, зошто сатаната, нека го праша сатаната. И потоа вели на крајот на 4 стих, зошто си стави на срцето свое таква работа. Со други зборови, ти си виновен. Да, сатаната искушува. Сатаната сака да стави, да поттикне греб во срцето на верникот. Тоа се неговата работа. Има христијани кои секогаш, кога ќе се случи, кога ќе паднат во греб, ѓаволот, тој ѓавол, колку е тој ѓавол лош. И само ѓаволот е лошиот. Тој прави да правиме лоши работи. Не, овдека рече да, сатаната од него дојде искушението. Меѓутоа, ти го стави тоа на срцето твое. Одговорноста е твоја. И ти ќе бидеш суден за таа одговорност. И кај го излажа Бог, го излажа Светиот Дух. Петар не е пастор или советник, каков што би сакале да имаме денес. Денес имаме така еуфемизам малку во поглед на гревот, велиме слабост, зависност. Па може би требаше да се формира во тоа прво општество една, сигурно има и други такви како Ананија, една група за советување, за собирање на луѓе како Ананија, лицемери или што имат проблем со зависност или со пари, како на анонимни Анании, и така со неколку сеанси да се советуваат. Не, Петар рече, тоа е грев. Ти изврши грев пред Бог. Тоа е тоа. Тоа е вистината. Грев за кој треба исповед, грев за кој треба покаяние, обновување. И се случи она што не знам дали Петар воопшто го очекуваше тоа да се случи. Најнаш падна Ананија мртов. Такво нешто не гледам да се случи понатаму, како и она што случи со Ахан, го немаше потоа. И многу полоши работи се правеа во Израел и Јудеја, но на почетокот се случи тоа. Да се покаже колку е сериозно срцето на човекот на Божиот човек во Божиото општество. Колку е сериозно, колку неговото срце не е право пред Бог. И очигледно дека смртта на Ананија оставила таква трага во животот на Петар, тој за тој момент и пишува понатаму, мислам дека го имам овдека, да. Тоа е 30 години подоцна, ова го пишува во своето прво послание Петар, кога вели, зашто време е да почне судот од Божиот дом, а ако почне најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божото Евангелие. Сигурно таа сцена како паѓа Ананија мртов во таму пред собранието на црквата, остава голем впечатлок. И сега кога тие се во некој страдање,
кога Петар го пишува, нели, ова послание, тој ги охрабрува, вели, да, сите ние трпиме уште сега суд од Бог. И тоа е по благодат. Но каков ли ќе биде крајот на неверниците, на оние што ве гонат вас? Со други зборови, Петар вели, Бог не толерира кога во заедницата ќе се јави опасност, кога ќе се јави тој корен на грев. Тој сака да го исчисти. И сега, некои се прави велат, ама добро, зашто ако Бог постапува така на вистина, ако тоа е принцип на Бог, тоаш секој црква треба да си има еден подрум со мртовечница и покрај пастор, старешини, ѓакони, славители треба да има и група луѓе кои што ќе има тоа служението, да ги изнесуваат луѓето од црква. Не е така, навистина не е така. Пак кажувам, нели, ова е радикално време, кога се потврдуваат вистините на Христовото Слово, на Христовото воскресение, кога се постуваат темелите на Христовото тело. Но и го покажува радикалниот Божи однос кон проблемот во црквата. Што не значи, ако ние не гледаме таков радикален однос на Бог, дека радикалниот став на Бог не останува така. И дека радикалната опасност веќе не постои, доколку има грев. Сето тоа покажува многу јасно, како под микроскоп така погледнато, преувеличено, како Бог гледа на тие работи. И како Бог се справува со тие работи. И колку опасно сето тоа, нели, во црквата. Зашто Бог сака во црквата луѓето да живееме, ние, неговиот народ, да живее со едно сознание за стравопочит, дека служението за Господ е одговорна работа, дека одржувањето на чистотата во црквата е сериозна работа. И гледате, видите каков беше ефектот од ова и во црквата и во општеството. И голем страх ја обзеде целата црква и сите оние што го слушаат тоа. И гледаме, црквата е исчистена. И видите сега, преку раците на апостолите се појавуваа знаци и се случува многу чуда. И пак, се тоа што се случува со Ананија и Самфира е ставено во контекст на потврдување на Христовото Евангелие, на Христовото Слово. Знаци, чуда, сите тие термини покажуваат дека сето тоа беше за да се покаже вистинитоста на пораката за Христовото воскресение. И сите беа еднодушни во тремот на Соломон. Се враќа тоа еднодушие. Од другите пак никој не се осмолуваше да им се придружи. Тие што беа надвор, тие што не сакаа да поверуваат, не сака не се доближат до нив, пишува. А во исто време народот го возвеличуваше и се повеќе луѓе пак од оние што посакаа да се придружат, се зголемуваше бројот на оние што верува во Господ, мноштво од мажи и жени. И сега за прв пат и жените дека се спомнати, дека се присоединуваат. Така што и по улиците, дури гледате сега што се случува, и по улиците изнесуваат болни, ги полагаа на постелки и носела, така кога ќе помина Петар, барем сенката негова досени некого од нив. Петар е апостол, сите тие работи ги прават апостолите. Бидејќи тие го проповедаа Словото на Бог. Потоа ќе видиме Стефан, и за него пишува дека многу луѓе се излекува, меѓутоа и Стефан ќе биде човекот кој ќе ја каже пораката таму пред собранието. Потоа Филип исто така благовестител, но и тоа нешто ќе го проповеда Словото. Се е врзано со проповедта на апостолите. Интересна работа. Две жртви требаше да паднат во Божиот дом, за потоа по улиците, дури кога го поминуваа Петар, апостолите, да исцелуваат луѓе, дури од нивната сенка. Но знаете што беше потребно? Црквата да е во ред. Ако нема црква која е во ред, тогаш и внатре нема да има единство, внатре нема да има мир, внатре нема да има сила и надвор нема да има успех. Евангелието нема да слави успех доколку внатре го нема тоа единство и нема таа чистота. Кембел вели со право. Чистата црква е силна црква. Без тоа нема
ништо. А ако има греф во црквата, ќе има последици, тоа не само поединични, тие може да бидат и колективни, како во случајот со Ахан. Божјата благодат дејства корпоративно, дејства и поединачно. И тоа дејства на Бог. И тоа дејства дури кон Ананија и Сафира, како дисциплина беше по благодат. Тоа беше греф кој водеше до смрт, но не до осуда. Тука има многу спор дали тие биле христијани, навистина не биле христијани. Има едно Божјо дејство. Тие беа во Христовото тело. Тие беа дел од црквата. Тие беа под авторитетот на апостолите. Тие како христијани го направија тоа. И апостол Петар како дел од црквата разговараше со нив. И Бог постапи кон тие луѓе како дел од Христовото тело. И сето тоа за добро. Ајде тука да видиме еден друг текст, еден друг случај, со тоа завршуваме како еден заклучок. Во Коринт, Павле пишува на Коринтијаните, 11 глава, дека тие не ја зимаат Господната вечера достојно. Зошто? Зашто тие се организираат вечери како што раните христијани правеле, се собирале заедно да вечераат, со храна, со вино, меѓутоа тие вечери не биле навистина собиране во кое ќе го прослават Христос и неговата жртва на крстот, туку се претвориле во едни гозби и тоа дотаму што богатите господарите, кои имале повеќе, похубава храна, поубаво вино, доаѓале порано, меѓу себе да се раздадат, да се најдат, па дури да се напијат, и кога ќе дојдат робовите, и со помалкото храна останувале и гладни. И Павле им вели, не е тоа Господова вечера. И продолжува, и затоа меѓу вас има болни, немокни, слаби, и некои и умреа. И во продолжение, Петар, во заклучокот, Павле пишува, зашто ако бевме се испитувале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Но судејки не, Господ не превоспитува, за да не бидеме осудени заедно со светот. Гледате што вели овдека Павле. Ако вие тука во црквата, или ако воопшто како христијани се испитуваме, самите се судиме, основата на зборот овдека е суд. Самите се судиме. Нашите дела постапки. Ке доаѓаме до сознание, ке се покајуваме, ке се коригираме, ке се дисциплинираме. Но ако не го правиме тоа ќе го прави Бог. А ако ти не се дисциплинираш во Христовото тело, како Негово дете, Бог ќе го прави тоа. Сега, што е подобро? Дали е подобро ние самите да се дисциплинираме или пак да оставиме на Бог? Дали ние сами да се коригираме или да јадеме ќотек како Божи деца? И сето тоа пак е на крајот на криштата прашање на зрелост. Кога јадат децата повеќе, ајде, ќотек да не кажам, тоа не е во современата педагогика правилно, има современи методи, иако старите одат ќотекот и од рајот. Како да? Кога јадат повеќе, кога помалку, ајде дисциплина или казна. Кога се помали, да, повеќе. Кога дојде тој 12-13 години веќе ги ограничуваш сами од тие дисциплински мерки. Зашто нормално да созрева повеќе и повеќе. Да станува поодговорен и поодговорен. Сега ако и на 15 години одговорен ќе го казнуваш. Во ред. Но идејата е ние со зрелоста повеќе самите да се дисциплинираме, да оставаме помалку на Бог, тој да нас се дисциплинира, зашто тој нема да остави својата црква така. Тој нема да го остави своето дете така, да оди во бескрај. Ке има ќотек, ке има дисциплинирање. И колку човек во некој однос порано го свати тоа, подобро за него. Покајанието, прошката, силата, барањето на силата, Бог да не коригира, Бог да не поправува. Барајќи, нели, неговата благодат.
Тоа, изборот е наш. Последиците си ги знаеме. Во секој случај, опасноста внатре во црквата е поголема од она опасност што доаѓа однадвор. Бог действува и во едниот и другиот случај. Кога однадвор, тој ќе не заштити од тие однадвор. И ќе направи успех. Кога однатре, тој пак ќе действа. Меѓутоа, веќе во тој случај прачката ќе е кон нас. Да, кон светот е посилна прачката, како што вели Петар, таму е и овдека и Павле, да не казнува како што ги казнува тие на дворе, што решува седе нас да не казни. За да на крајот на криштото сето тоа биде пак пројава на Божјата благодат кон неговите деца и во Евреите авторот вели, ако сме Божји деца, ќе не дисциплинира. Ако нема дисциплинирање, да се загрижиме, може и пак и не сме Божите деца. Господ да ни дава мудрост, да не созрева тој преку Светиот Дух, за да што повеќе ние се испитуваме, се судиме, самите себе си, а помалку да има прачката од Бог. Да биде да растеме во мудроста, зашто така ќе одржуваме една чиста црква, која ќе биде во исто време и силна црква.